Зимскиот фудбалски сон е за нас. Фудбалските прволигаши и второлигаши се разбудија и евене ден, два пред почетокот на пролетното продолжение од фудбалската сезона 2023-2024 година од првата Македонска фудбалска лига и секако од втората фудбалска лига на Македонија, која исто така побудува добро внимание. Тука сме повторно со македонскиот фудбал, со нашиот фудбал, со оваа динамика која можеби нема толку квалитет како оние најсилните фудбалски лиги кои ги знаеме и ги гледаме, но ова е нашиот македонски фудбал, ова е нашата убавина, нашата пред се неизвестност кога е во прашање продолжувањето на пролетниот дел на пролетната сезона од оваа првенствена сезона, рекол 2023-2024 година, која е тема на нашата емисија, тема на емисијата на продукција Скок, и со главен акцент на неизвестноста од два сегменти. Зборуваме за борбата за шампионската титула и за местата кои водат во Европа, кои нудат излез на европска сцена, и втората, по-неблагородната борба во која си поголем број на екипи, која нуди максимална неизвестност, во каде се вклучени по наша проценка дури 8 екипи и која е борба за гол прволигашки живот. По продолжение одиме со деталите и со мини анализата на продукција Скок. Според наше видување и анализата која ја направивте кога е во прашање распоредот на екипите на прволигашката табела, односно нивниот пласман после одигрување на 18 кола, се нудат две варијанти дека табелата е буквално поделена на два дела, или условно кажано на три дела, каде што во третиот, онака шерески кажано независен дел е екипата на Силевско Клатово. Ќе објаснам зашто така ја анализираме. Значи, од пласманот на екипите евидентно е дека три екипи ќе атакуваат, ќе се борат и ќе водат, според наше видување, многу неизвестна и тешка рововска битка за шампионската титула. Зборуваме за екипите на Струга Трим Лум, екипата на Шкендија од Тетово и Шкупи од Чаир Скопје. Тоа се екипите кои направија евидентна бодовна разлика, кои на некој начин покажаа известен квалитет и според бодовното салдо кое го собра во овие 18 кола, се трите претенденти за шампионската титула и 99% е, можеме со сигурност да кажеме дека една од овие три екипи ќе биде шампион на фудбалски шампион на првенството на Македонија. Во вториот дел условно би ја ставиле екипата на Силевско Клатово, која е доста стабилен прволигаш со 27 собрани бодови, фудбалски кажано ни на небо ни на земја. Тешко, многу тешко дека може да се замеша во борбата за првите три места, да не зборуваме за шампионската титула. Иако нели во фудбалот се е можно, меѓутоа е наше видување, наша анализа, наш коментар е дека Силекс нема ни теоретски шанси за борба во првата позиција. Од друга страна, кратовчени се многу побезвени од екипите кои се позади нив кога зборуваме за битката за опстанок, така што Силекс е во една релативно можеби најспокојна ситуација кога се во прашање 12 прволигаши, каде што не може да има некои луди амбиции за висок пласман, нити пак немиро да спие новиот шеф на стручен штаб, бившиот вардарец Александар Васовски, дека Силекс може да испадне од лигата. Иако гледано повеќе е известно дека може да падне долу и да се замеша да во таа борба за опстанок колку да оди напред. Во третиот дел, она што е најинтересно, кое побудува најголемо внимание, борбата за опстанок, каде што буквално се дури 8 екипи. Тоа се 2/3 од првата лига, 8 екипи вкупно 12. А зошто мислиме така? Зошто нашата анализа вели дека тука ќе има тепаница до последното коло? Ајде малку во продолжение подетално во нашата емисија.
ако велиме, констатираме и на некој начин коментираме, да не речам, даваме наше видување, наш суд дека дури 8 екипи ќе се борат за да ги избегнат последните 2 места кои водат директно испаѓање во втората лига и да го избегнат третото место од позади, односно она 10-та позиција која нуди бараш надпревар со трето пласираното втората лига. Јасно е дека овде ќе има најголем интерес, најголеми возбудување. Во оваа мешаница, во оваа фудбалска каша, во оваа фудбалски бараван се 8 екипи и тоа Брера, Силекс, Брегалница, Штип и Тиквеш, кои гравитираат некаде на повеќе на истокот и во централна Македонија. На другата страна е Воска, Спортот, Охрид и Гостивар од западниот дел и трите скопски екипи кои се во оваа тепачка, да кажем, фудбалска тепачка, условно навод за борба за опстанок, зборуваме за градските ривали Вардар и Работнички од градскиот парк и за екипата на Македонија Ѓорче Петров, која е исто тука во овој круг за испаѓање. Наистина интересно, ако бодовната разлика е нецели 5-6 бодови некаде од дното на табелата, каде што е Вардар со тие 17 бодови, колку што има и Штипска Брегалница, па некаде Ѓорче Петров 18 и Воска Спорт 20, па 20 и нешто повеќе Работнички, Брера, Тиквеш, Гостивар. Сено тоа е тенка разлика. Еден пораз на домашен терен од директен ривал, она што Вардар многу скапо го чини, кое за жал евидентно е, не го свати никој, можеби во тие моменти поразот од Воска Спорт на стадионот Борис Трајковски во Маđари, каде што Вардар загуби со 1-2, изгуби не 3 него 6 бодови. Во тој контекст зборуваме дека во оваа борба секоја победа меѓу директните ривали за испаѓање овие 8 екипи кои ги набројав, не се 3 него изнесуваат дупло бодовно салдо, 6 бодови. Така што навистина овде ќе има една брканица, една турканица, едно фудбалско јако темпо на овие 8 екипи кои ќе се судат меѓу себе, навистина ќе биде жестоко за гледање. А такви дуели ги имаме веќе и на стартот, меѓу кои оној кој побуди најголемо интересирање, нормално зборуваме за нашиот Вардар, кој го отвара пролетниот дел од оваа сезона во сабота на гостувањето против Гостива. Одиме во продолжение со оваа анализа во борбата за опстанок. Еви ги накратко и двојките од 19-тото коло, односно прво пролетно коло. Рековме Гостива Вардар, дуел на две екипи кои се во таа борба за опстанок, а во иста ситуација се и Брегалница и Тиквеш, кои се во тие 8 екипи кои според реков наше видување, наша анализа ќе го бркаат тој опстанок, ќе ги бркаат тие бодови за гол прволигашки живот. Македонија Ѓорче Петров ја пречекува Шкендија, која може би е фаворит на овој надпревар. Не е благодарно да се прогнозира, лавовите се силен тим, може да изненада. Силекс игра со Брера во Кратово, Шкупија прочекува Воска Спорт. Тука е интересен надпревар, бидејќи се среќаваат две екипи од првиот дел таму во борбата за врвот и екипа која грачевите се бори за опстанок. Интересен ќе биде овој резултат на Чаир. Работнички со Струга Тримлум, романтичарите имаат силен спонзор, направија неколку засилувања, играат добро како домаќини, единствено Вардар успеа да ги изненади непријатно. Интересно во секој случај Работнички Струга Тримлум. Тоа се двојките од кои, само да повторам, Гостива Вардар и Брегалница Тиквеш се директните дуели во борбата за опстанок. Тука ќе се кршат копјата, тука ќе се решаваат и ќе се бркаат тие бодови кои ќе носат повисок пласман и уште од стартот ќе се види кој со што располага, кој како се засилил, кој каков фудбалер купил со каков капацитет, кој како може да се боксува на фудбалскиот терен.
да се спортистови, да го надигат противникот, да ги освои бодовите и да кини се кон таа помирна битка за опстанок. Рековме првенството почнува во сабота, 17 февруари, со надпреварот гостива Вардар, директен телевизиски пренос, продолжува во недела со преостанатите надпревари дуели кои веќе ги спомнавме, а во недела ќе нисува и второлигашкото друштво, второлигашкиот караван, кој исто така е интересен. Во тој контекст едно мало објаснување што се случува и во таа втора лига во контекст на првата лига. Евидентно е дека и во втората лига борбата за првите две места се води меѓу три екипи. Јасно е како Белден дека тука нема четврти кандидат кој може евентуално да се пласира директно во првата лига или да игра бараш како трето пласиран. Зборуваме за екипите на Беса, Битолски Пелистер и најпријатното изненадување и по мене еден скриен тим кој е како тивка вода, која е Брек Рони со силен спонзор, со добро раководство, која не дига многу галама, туку работи и која во подготвителниот период извојува 4 или 5 победи и само еден нерешен надпревар, каде што Плачковица Детонит сериозно ја наметнува својата кандидатура за пласман на едно од првите две места. Не зборуваме за трето пласиран, бидејќи реков, евидентно е дека овие три екипи ќе ги поделат трите места во првата лига. Прашање е само кој од Беса, Пелистер и Плачковица Детонит ќе биде прв и втор директно да влезе во првата лига, а кој од нив ќе биде трето пласиран и ќе го пречека трето пласираниот од доздола на прволигашката екипа во тој бараш надпревар за спас на прволигашки гол живот или за влез од втората лига во првата лига. Малку анализата е потенка кога се опрашање второлигашите врз база на добиените информации. Пелистер сигурно со Битола како град и со локалната самоуправа, со раководството начело со Митко Стојковски, еден фудбалски ас од времето на почетоците на македонската фудбалска репрезентација, е сериозен претендент, сериозен кандидат за првите две места. Да не зборуваме за Владко Костов, кој на некој начин е специјалист за внесување на екипите од втората во првата лига, но борбата престои. Битола мора да е спремна, навивачите, скембарите да бидат на готов, бидејќи сето тоа нема така лесно да оди. Беса еден тим е на екипа која беше елиминирана од купот, во купот од Вардар, но која навистина одигра добра второлигашка сезона и која единствено беше, ми се чини, поразена од Плачковица Детонит. Во секој случај, тие се трите екипи, ќе повторам, екипата од Радовиш, Плачковица Детонит е тивка вода која може да го урне тој второлигашки брег и да направи некое гранди изненадување со директен пласман во првата лига за прв пат во историјата на фудбалот во Радовиш. Еден мал брейк, па збор два и за европската сцена и за Купот на Македонија, каде што се игра полуфиналот. Интересна е битката во Купот на Македонија, каде што голем дел од фаворитите се поздравија, му кажа пријатно на текарот кој го има изработено Нико Бекјаровски, за тоа ќе има специјална емисија некаде почетокот на 90-те години. Драгоцен пекар кој го подарува на времето председателите на државата, првиот човек, шефот на државата, почнувајќи од покојниот Киро Лигоров, па Борис Трајковски и така натаму. Годинава имаме 4 полуфиналисти, по мене пријатно изненадување, 3 од нив. Зборуваме за Тиквеш, Воска Спорт и Македонија Ѓорче Петров, иако за лавовите и не е толку изненадување, знаеме дека Македонија Ѓорче Петров е апсолутен специјалист за куп на преварите, го има освоено, е актуелен носител на Купот на Македонија од ланската сезона, така да лавовите никогаш не треба да се потценат и Шкупи, кој на хартија е фаворит меѓу оваа четворка. Од овие 4 екипи, еден обезбедува пласман во квалификационите надпревари на европска сцена, Лига на конференции, ми се чини Лига на Европа.
било која исто шампионот игра квалификација во Лига на шампиони. И релевантно, значи имаме три екипи кои се во борбата за останока, се во полуфиналите на купот, и една екипа која се бори за шампионската титула и исто во полуфиналите на купот. Теоретски, ако Шкупи го освои правенството и купот, се ослободува едно место, најверојатно за финалистот, или тоа правило не важи заради нискиот рейтинг на Македонија, тоа ќе го кажат структурите во ФФМ. Победникот во купот обезбедува излез на европска сцена, ако е тоа Тиквеш, Воска Спорт или Македонија, Ѓорче Петров. Тоа е, драги фудбаломани, драги љубители на фудбалот. Стартува првата фудбалска лига, стартува втората фудбалска лига. Правенството почнува на 17 февруари со натпреварот гостива Вардар, завршува на 19 мај, многу порано заради престојното европско првенство во Германија. Несили 3 месеци, тепачка за опстанок, борба за шампионска титула, продукција Скок е тука со прволигашкиот и второлигашкиот фудбал, ќе го следи и ќе информира.